Зголемениот број природни катастрофи го загрозуваат системот за производство на храна на планетата, предупреди од Организацијата на Обединетите нации за земјоделство и храна. И ја повика меѓународната заедница да инвестира повеќе за да ги намали ризиците и да ги направи земјоделските системи поотпорни. Во извештајот на ФАО се наведува дека поради сушите, поплавите, бурите, цунамите, шумските пожари, инвазиите на штетници, епидемиите, земјоделството плаќа висока цена во сите сектори. Во земјите со ниски и средни примања, земјоделството абсорбираше 1/4 или 26% од последиците од катастрофите помеѓу 2008 и 2018 година, изјави представникот на ФАО за итни случаи Доминик Брижон. Во тој период забележана е загуба од 108,5 милиарди долари во производството на сточна храна. Во Македонија и сега се чувствуваат последиците од климатските промени врз земјоделството. Адаптивните капацитети на Република Македонија за справување со климатските промени се многу ниски, бидејќи имаме меѓу најниските приноси во Европа. Автоматски немаме и сега капацитети да се носиме со сегашните проблеми. Како ќе се носиме со идните проблеми? Се трудиме да им помогнеме како систем, како држава, да ги заштитиме од таквите појави. На две нивоа тоа се работи. Самите фармери се пред се во ситуација да си помогнат себе си да ги подобрат состојбето, но и државата преку исплата на компензации за нивните штети. По една деценија природни катастрофи, глобално затоплување, топење на глечерите и зголемување на нивото на морето, минатата година беше одбележана со пандемијата на COVID-19, што ги наруши синџирите за производство храна, бидејќи во некои региони имаше рекордни поплави, а скакулците уништија посеви и пасишта во неколку африкански, арапски и земји од југоисточна Азија.